Следно прашање доаѓа од Ивана Бубало 1 и вели дали е опасно и што да превземам за низок холестерол. Ивана, низок холестерол генерално во денешни услови е предност, затоа што повеќето на популацијата се мачи со висок холестерол и тоа е сериозен ризик за кардиоваскуларно здравје. Практично и најголемиот дел од луѓето кои што можеби имаат смртни последици со мозочни удари, инфаркти, не знам, или ситуации како замастен црн дроб, се најчесто и многу тесно поврзани со висок холестерол. Низок холестерол, значи доколку е, ако сметаш дека е на сама граница, не треба воопшто да се плашиш. Доколку на вистина е веќе близу до нула, тогаш треба да се консултираш со лекар, затоа што на телевизија и на Инстаграм нема да си го најдеш одговорот и можеби се работи за некаква состојба која што треба да се третира соодветно. Ризиците поврзани со низок холестерол, иако се помали од оние со висок холестерол, сепак постојат и најчесто луѓе со низок холестерол, помалку од тие референтни вредности, може да имаат проблеми со анксиозност и депресија, затоа што холестеролот учествува во создавање на доста хормони и на витамин D. А кога нема доволно создавање на витамин D, има проблем мозокот. Односно, тоа се нуспојавите и последиците кога нема доволно витамин D. Од друга страна, иако е се уште премногу рано, затоа што тоа се некои научни претпоставки во зачеток, нема конкретни клинички испитувања, но постои логика дека многу низок холестерол се поврзува со голем потенцијал за канцерогени заболувања. Затоа и овде и на сите мрежи и медиуми кај што сум активен и зборувам за исхрана, зборувам за баланс. Не треба ништо да биде премногу, не треба ништо да биде премалку и треба секој од нас да си најде некоја средина на начин на живот кај што ќе му ги задоволува сите потреби хранливи и енергетски на нашето тело.